На лозарите не им е јасно што се случува годинава со откупот на грозјето. Нивна проценка е дека се соочуваат со најголеми неизвестности кога е во прашање откупот на грозје. Не знаат каде да го продадат грозјето. Пред нив е уште една закана за пропаѓање на родот. Метеоролозите најавуваат обилни врнежи од понеделник и опаѓање на температурата. Тоа дополнително им ги зголемува грижите и нервозите, бидејќи е реална закана да пропадне родот. Стручњаците објаснуваат дека секој нареден дожд ќе ја намали шеќерноста на грозјето. За откупувачите голем проблем се измените на законот за вино кои обврзуваат секој откупен пункт да откупува само за една винарија и при тоа да има печат од винарската визба за која откупува како гарант дека грозјето ќе биде платено. Едни сметаат дека ваквото законско ограничување ќе ја усложни дополнително состојбата со откупот, бидејќи неизводливо е откупни пунктови да имаат печат од винарии, коментираат лозарите. Ленче Николовска, поранешен пратеник и председател на Собраниската комисија за земјоделство и добар познавач на состојбите во аграрот, во телефонски разговор за КТВ рече дека откупувачите воопшто не се подготвени за новите законски измени и хаотичноста при откупот е настаната токму поради брза имплементација на законот. Во случајов мислам дека ова не одговара ни на откупувачите, ни на лозарите. Бидејќи тој што откупува грозје мора да ги исполни сите услови согласно законот за откуп на земјоделски производи, што се однесува до инвестирање во вага, во простор. И тој инвестира и тој не може да опстане ако откупува само за една винарска визба. Од друга страна, пак имаме искуство како со повардарие, каде што лозарите принудени, бидејќи грозјето знаеме не стои, нели не можат, треба да го фрлат инаку, мора да го дадат некаде и тоа се случува еве како примерот со повардарија, а потоа да не им се исплаќа грозјето. Ми се чини дека треба да се размисли уште еднаш за овој закон, особено што имплементацијата е за годинава, а откупувачите веќе ги имаат склучено договорите со лозарите. Значи, тие имаат договорено дека треба да откупат таа количина, а им се носи законот на 12 стапува на сила, тие немаат време сега кога да ги исполнат тие услови што ги пропишува законот. Мислам дека хаотичноста е токму од брзата имплементација на овој закон и веројатно би требало да се разговара и да се повикаат и откупувачите. Тие со кои што јас контактирав велат дека нити се консултирани, нити се прашани. Проблемот со хаосот при откупот на грозјето се провлекува со години. Николовска смета дека лозарите постојано се манипулирани, како од власта, така и од нивниот лидер Љупчо Аризанов. Проблематичниот откуп на грозјето, за жал, продолжува и оваа година, само со нови моменти и ситуации со кои владата очигледно е дека не може да се справи или поверојатно ми е дека не сака, бидејќи постојат неколку мерки согласно закон кои може да ги превземе во вакви случаи. Зборот ми е дека не може владата да стои настрана и сета одговорност за тековниот откуп да ја сведе на релација лозари, откупувачи или лозари винарии, бидејќи амбиентот за стопанисување во една држава го создава владата и таа најдиректно може да се вклучи во решавање на проблемот. Дали со ниска откупна цена, околу ниската откупна цена да реагира со доисплата на онаа разлика што ја нудат винариите, односно да постигнат договорената цена. Или особено со неплаќањето на грозјето од страна на винарии како повардарија или порано Винеа, тука не може да ги остави лозарите така без да интервенира. Но во овој случај би сакала да спомнам уште една погубна активност на така наречениот лидер на лозарите, Љупчо Аризанов, кој оваа година ги манипулира производителите, насочувајќи го гневот единствено кон винариите, наместо кон владата, бидејќи таа е задолжена да обезбеди сигурен откуп на грозјето. Лозарите треба да знаат дека Аризанов е службеник на власта и дека работи против нив, а за личен интерес. Што побрзо се решат од него и постават своји вистински представници, толку порано ќе заврши нивната голгота. Бидејќи, да се разбереме, искуството од години наназад ни покажува дека неговата единствена цел е да ги држи лозарите што подалеку од владата и сите други да бидат виновни, освен тие што се најповикани, институциите на државата.
Неделава откупните пунктови во Тиквешко ги посети директорот на Инспекторатот за земјоделство Цветан Трифуновски, кој рече дека на откупните пунктови има постојано инспектори и секој утврден проблем се решава. Имаше остапки во делот на истакнување на цените, кои што се многу битни за земјоделците да ги знаат по која цена го предаваат својот род. Имаше остапување во делот на баждарењето на мерните инструменти кои што се одредуваат шекерните единици и одреден дел во самата регистрација за дозволување за вршење откуп на земјоделски производи. Деценискиот проблем во лозарството има решение, но потребно е реално да се сака истиот да се реши, велат познавачите. Според Ленче Николовска и консултациите кои таа ги имала со откупувачи, винари и лозари, прво и основно било да се намалат производните трошоци преку поевтина нафта, ѓубрива и заштитни средства. Оваа математика покажува дека цената на килограм грозје на овој начин може да се намали за 2 денари. На овој начин цената на грозјето ќе биде конкурентна и ќе им се исплати и на лозарите и на винарите. Во случај како кај нас, кога земјоделците произведуваат со скапи репроматеријали, а субвенциите се нередовни, тогаш мора да се јави владата како гарант со неколку мерки, дополнителни субвенции до цената која им одговара на лозарите. Преработка на грозјето во дестилат има вакви капацитети кај нас, но потребна е технологија, како пример се владите на Франција и Италија, кои пред неколку години, кога имаше проблем со пласманот на виното и визбите, им беа полни со залиха. Голем дел од родот го преработија во дестилат, само да не бидат лозарите во загуба. Долгорочно со изградба на фабрика за производство на гроздов концентрат, за кој има и цена и пласман. Да се активираат амбасадорите, економските промотори и другите вработени во секторите за поддршка на пазарот и да се најде пазар за виното, вели за КТВ поранешниот председател на Собраниската комисија за земјоделство Ленче Николовска.